Здраво на сите, и еве веќе во 21:58 во Икатимерини имаме напис за одлуката на судот да постави времена забрана врз имотот на ВМРО ДПМН. Првостепениот суд на Скопје постави времена забрана на 69 недвижнини од имотот на партијата на опозиционата ВМРО ДПМН, опфаќајќи го и тука опфаќајќи и централната зграда, централните канцеларии во Скопје. Ова решение се зеде после барањето од страна на специјалното обвинителство на БРМ, што ги испитува работите во врска со телефонските прислушувања. Едно од овие се однесува на против законско финансирање на ВМРО ДПМН од периодот 2009 до 2015, кога беше во владата. ВМРО ДПМН се спротивстави веднаш на ова решение на првостепениот суд од Скопје. Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев потврди дека решението на првостепениот суд од Скопје наложило во правец на продолжените притисоци и закани кои што се прават против партијата на опозицијата и ја обвини владата на Зоран Заев за прекршување на правдата. Потцрта исто така дека решението за замрзнување на имотот на партијата на опозицијата е единствена случка и прв ваков случај во историјата на земјата и на Европа. Јанушев подлече дека целта на ова решение е да го притисне ВМРО ДПМН и да го оддалечи од правецот, политичкиот правец кој што го има завземено на спротивставување. И потцрта дека сето ова се случува во еден период кога Заев ја погазува волјата што ја изразија јасно граѓаните на референдумот од 30 септември и неколку месеци пред претседателските избори. На крајот Јанушев побара веднаш повлекување на ова решение и објави дека ВМРО ДПМН ќе ги извести меѓународните представници во земјата и сестринските партии во Европската народна партија. Тоа е што се однесува на ова најнова вест од Икатимерини. Поздрав!